Почитувани, не минува ден без нови скандали и афери во продукција на владата на ДУИ и на СДС. Почитувани, умилените фирми на владата, претходно фаворизирани од Драги Рачковски како генерален секретар на владата, повторно добија тендер за софтверски лиценци во вредност од над 26 милиони долари. На 1 септември потпишан е договор помеѓу владата, во чие име потпишува генералниот секретар Методија Димовски и фирмата Аитоникс од Скопје, а веќе на 5 септември овој договор е влезен во сила. Овој договор е за софтверски лиценци и со пресметан ДДВ тежи 26 милиони 429.350 долари. Не може да не се напомене дека овој договор од над вртоглави 26 милиони долари за софтверски лиценци е последователен за истата фирма која што во 2020 година склучи договор со Драги Рачковски токму пред неговото заминување од местото генерален секретар на владата, исто така договор на 3 години со тогаш рекордни 15 милиони евра за софтверски лиценци за администрација. Тендер кој што не мина без скандали, односно со повторена постапка и со избришани претходни поставени услови. Исто како и претходно, за да нема нови тендери, владата договорила само да плаќа фактури во следните 3 години, пракса која што се спроведува низ сите институции со вклучување на така наречени рамковни договори. Почитувани, се поставува прашањето како е можно договор за лиценци кој што пред 3 години вредел 15 милиони евра, сега да тежи над 26 милиони долари. Во кој дел владата во овие 3 години го напреднала работењето, услугите на администрацијата, за да сега за лиценци и компјутерски програми плаќа дури 26 милиони долари, односно дури 9 милиони евра повеќе. И можеби најважното, како е дојдено фирмата потписник со Драги Рачковски во очи на избори да склучува договор со владата на 3 години со рекордна цена од над 26 милиони долари. Почитувани, нема за лекови, нема за учебници, нема за пензии, нема за плати, ама на 1 септември владата има 26 милиони долари за лиценци за софтвери. Да одговорам и на прашање дали од вас од МТВ или прво од овие што пристигнаат до прес-центарот. Повелете, ајде вие со прашање. Во контекст на измените на Кривичниот законник, некои вела дека ова е тивка амнестија во контекст на усвојувањето на уставните амандмани, односно има веќе премолчен договор меѓу власта и опозицијата за ова прашање. Власта вели дека тоа не е ниту амнестија, ниту помилување. Како вие го коментирате овие измени на Кривичниот законник? Исто како што ги коментиравме и изминативе денови, ова е амнестија и обид за амнестија од ДУИ и од СДС за случаи како што беше модуларната, за случаи како за Бесатранс, за случаи како за онкологија, за случаи како што и овој скандал од 26 милиони евра, за криминалот и корупцијата кои што носат животи во Македонија, за кои што никој не одговара. Ова е амнестија, обид за амнестија, да се спасат од правдата и на членови на актуелната власт, можеби и на претходната власт од СДС и од ДУИ, но и обид, порака до можни сведоци дека нема да одговараат или полесно ќе поминат ако ги сокријат оние кои што се врвот на таа криминална пирамида во власта. Повелете, имате други прашања? Во контекст на посетата на специјалниот пратеник на Германија Мануел Сарацин, тој во претходното негово доаѓање во Скопје рече дека преговарачката рамка нема да се менува. Тоа им го кажал и на лидерот на ВМРО-ДПМН на Христијан Мицковски, дека тоа е гаранција дека Бугарија нема да поставува нови услови. Што очекувате од оваа средба? Дали тој ќе ги повтори истите аргументи или вие ќе имате на оваа средба други аргументи со кои ќе го убедите во спротивното? Што ќе биде предмет на средбата? Дозволете, после средбата ќе излезе ВМРО-ДПМН со соопштение во кое што ќе ги каже ставовите и она за што било разговарано на таа средба во однос на аргументите и ставовите на ВМРО-ДПМН во однос на вашето прашање. Се непроменети, јасни, конзистентни и се стои
на зборот. На ова ваше прашање може да се надоврзам и до прашање пристигнато до прес-центарот во однос на посетата на Мануел Сарацин и други меѓународни дипломати, како се оценува оваа засилена можеби активност, како што стои во прашањето пристигнато од Канал 5. Оваа посета ја оценуваме и овие посети ги оценуваме како дипломатска активност заради бројните проблеми на Македонија, меѓу другото и криминалот и корупцијата која што сите ја истакнуваат. Ако немате дополнително прашање, да предам и на прашањето пристигнато до прес-центарот. Мина 10 дена од случајот онкологија, нема ништо официјално од истрагата, се бара уште еден коментар. Почитувани, точно иако онкологија ја тресе јавноста и е прашање од јавен интерес, еве и по цели 10 дена јавното обвинителство не излегува во јавноста да соопшти детали со кои сепак нема да го сруши предметот, и по 10 дена истите доктори, истиот персонал работат, делуваат на клиниката, истите партии кои што поставуваат директори на таа клиника се уште се на власт и со тоа може да влијаат на истрагата. Со сето тоа се руши кредибилитетот на клиниката, се руши кредибилитетот на докторите во целост, се руши довербата кај јавноста и кон здравството, и кон институциите, и кон државата. Заради ова, јавното обвинителство има обврска да излезе во јавноста и да сподели сознанија од оваа истрага. Ви благодарам на вниманието, доколку нема други прашања.